Благодарам. Овој амандман за жал за Газибаба е втор во овој ребаланс на буџет и после 7 дена расправа од политичката некоректност овде на оваа комисија, најмногу од парламентарното мнозинство кое денеска ги злоупотребуваше процедуралните забелешки само да одвлече време и внимание да граѓаните кои што ги бараат проекти кои што им се ветени во нивната програма и за 2016 парламентарни и за 2017 локални, да не ги представиме пред граѓаните, а ја имаме таа одговорност. Овој амандман што јас го поднесувам се однесува за 40.000 граѓани во овие сите населени места, бидејќи овде имаме пратеници од парламентарното мнозинство од изборната единица двојка, конкретно коносителот на листа во изборната единица двојка, функција измислена што не постои. Па за информација на јавноста да наведам дека 40.000 граѓани од овие населени места, претпоставувам сте ги посетиле, ако така реагирате и ги знаете овие проблеми. Најголемиот дел од нив се уште користат јами, кои за време на летниот период шират неподнослива миризма. А и да ве потсетам, во 2016 година во Газибаба имаше една катастрофална поплава. Па поплавите кои што се случија, отворените канали, бидејќи како пратеници од изборна единица двојка, треба да знаете дека на потегот од Ергеле до Дрма има отворени канали и така функционираат тие населени места, бидејќи тие населени места имаат доста подземни води. И тие канали продолжуваат и во една друга општина Петровец. За одржувањето на нивните канали и јами, во поплавата во 2016 се случи да се загади земјоделско земјиште, бидејќи тие се излеа. И неопходна и итна е потребата за изградба на фекална канализација за овие населени места. Во сите буџети досега, во сите ребаланси, јас го поднесував овој амандман и не се најде за сходно. Владата на ВМРО ДПМН во минатото во соработка со општина Газибаба во најголем дел за овие места изготви проекти, а во некои населени места и започна со примарна мрежа. Во време на владата на ВМРО ДПМН во Раштак преку Светска банка се обезбедија средства за резервоар и цевки во време на ВМРО ДПМН. За да кога СДСМ дојде на власт во општината, вашиот градоначалник појде во Раштак и символично пушти чешма со вода во знак дека Раштак има вода. Очигледно не сте биле за последниве парламентарни избори таму, за да ви кажат мештаните дека во Раштак нема вода. Сега фамозно беше најавувана дека е завршена вакуумска фекална канализација во Јурумлери, за кој што само е започната, не е дореализирана и со темпото на вашата реализација валда ќе ви требаат уште 2-3 мандати па за да ги завршите проектите. И јас ќе ви кажам и зошто. Во Газибаба имате ветено 141 проект, од кои што само 20 ви се почнати да ви се реализираат. И во дел од проектите ви се набројани, пример, замена на дотрајани клупи. Нешто што во парковите, нешто што спаѓа во тековно одржување на парковите. Ако почнам да ги читам, повеќе ќе читам нереализирани проекти, отколку Скопје и околу него, од непланско и без приоритети реконструкција на улици. Е направена во време на ВМРО ДПМН, сосема нова, за да сега се китите со туги перија. 70 километри асфалтирани улици. Отворен дневен ресурсен центар за жртви од семено насилство. Нови котли на пелети во основното училиште во Ченто, Црачинци и Стајковци. Се реконструира бараките во студентскиот дом Стив Наумов. Изградени повеќе наменски игралишта во Јурумлери, Маџари, Керамидница, Кирил Петрушевски.
Функционална трим патека во парк шумата Газибаба. Функционална, потоа во 2013 се изведе водоводна мрежа со нов резервоар за вода во Страчинци. Се реновираше, се поправи водоводната мрежа во Булачани. Како што кажав претходно, нов резервоар и цевки во Раштак. Се изгради атмосферска канализација во населено место Триангла и се завршува сега третата фаза со атмосферска во Триангла, од каде што јас доаѓам и живеам, и која што е многу голема заслуга наша, бидејќи цело време инсистиравме за тоа да се направи. Се донесе ДУП за обиколницата, каде се опфатени 300 хектари, за кои е предвидена лесна индустрија, односно нова економска зона, која што ќе има бенефит цела Газибаба. Музички дом во автокоманда се надевам дека сте го посетиле, затоа што е врвно едно градежно здание, со јавно-приватно партнерство, дел го користат на музичка компанија Феймс од Франција и плюс дел играорно друштво. Фудбалски тренинг клуб на Вардар, кружен тек во Железара, целосна реконструкција, асфалтирање и проширување на улицата во Маџари, онаа Благоа Стевковски со која што се истакна вашиот градоначалник дека ја реконструирал. Реновирани многу објекти во во градинките Детска радост и 25 мај. Понатаму, со помош на град Скопје се изгради примарна и секундарна топловодна мрежа и мрежа за грејење во новата градска населба Хиподром 2, каде што ќе се овозможат и опфатат околу 1050 домакинства. Се реконструираше киното во Маџари. Се реновираше училиштето Негош. Се започна изградбата на основното училиште Вера Јоцик, кое се заврши и се накитивте со перијата од претходната власт. Сега, за да не бидат обесправени другите граѓани, како што се обесправени од парламентарното мнозинство граѓаните на Газибаба, ќе ви набројам само неколку проекти на централно ниво што ги направи владата на ВМРО ДПМН, а за дел од нив исто се испофаливте и сечевте ленти, игравте чочеци и што уште не. Па така, Миладиновци Штип е почнат во 2014 година, проект на ВМРО ДПМН, 206 милиони евра средства финансирани од јавни патишта и од Ексим банк. Демир Капија во интерес вака се. Во интерес на политичката коректност ваша, јас спаѓам на вашето ниско ниво и сум политички некоректна, што не е моја карактеристика, но овдека имаше еден колега претходен кој што суптилно повторуваше дека не се тука колегите, па како он за доброто на граѓаните 100 пати повтори за еден ист амандман, што на крај веќе се посомнева во неговата добра волја. И бидејќи денеска бевме сведоци како ја узурпираат говорницата за процедурални забелешки, обесправувајќи ги граѓаните од Република Македонија, ама и обесправувајќи на нас како пратеници. Па во мое име и во името на граѓаните, јас морам да го искажам ова. И сега, бидејќи така почна колегата Костадин, јас морам да кажам, синонимот кој што се фалевте дека ќе ви биде за правда во Република Македонија, ви остана синоним за корупција, синоним за рекет, синоним за криење пари во мебел. Вашата влада, вашето владење е синоним за како не треба. И извинете вака, вие велите дека треба да учиме од вас. Не. Ние сме академија од која што вие можете многу да научите. Молам, колеги, молам. Ова го покажува каков однос имате спрема колегите од опозицијата и спрема граѓаните. Благодарам, готово.